Благодарам. Лидија. Почитувани колеги пратеници, почитувани присутни. Состојбата во образованието дефинитивно е многу тешко да се предвиди, но е многу лесно да се предпостави. Иако имавте 7 месеци на располагање за да се соочите со проблемите и да почнете како така да ги решавате, на само 9 дена пред почетокот на учебната година имаме загрижени родители, неподготвени наставници, збунети ученици. Ме радува што, ако добро го следевте внимателно колегата Адеми, до некаде призна дека не успеавме да почнеме со учебната година на времено, односно на 1 септември, исто како што призна дека предлог законите се колку да започне учебната година. Но признанието не ја оправдува неодговорноста. Не сакајки да во интерес на времето да се повторувам со претходните дискутанти, ќе се осврнам на дискриминацијата во основното образование, посебно во делот на инклузивното образование, затоа што нели целта на предлог законите е да обезбедиме безбедна училишна средина за сите инволвирани во воспитно-образовниот процес во училиштата. Па би прашала докаде се, кој ќе ги изработи и кој ќе ги спроведе индивидуалните наставни планови и прилагодените програми за учениците со посебни потреби. Тие дечиња не можат да носат маски, не можат да држат дистанца, а нивните родители мораат да бидат истовремено и родители, и вработени, и наставници. За жал, до овој момент немаат јасна информација што со себе и своите најмили. Ке ве замолам, председателе, да ми овозможите. Вие ме слушате, меѓутоа јас не се слушам себе си од галамата во собрание. Би прашала колку пристапни влезови и лифтови, например, сте направиле во последниве 3 години и дали во било кое училиште сте обезбедиле медицински кадар за работа со овие дечиња. Со која грижа во Охрид на 100 деца со посебни потреби имавме само 10 асистенти. Имајќи предвид дека се уште не е објавен оглас за избор на образовен асистент, оправдани се индициите дека и со почетокот на учебната година децата со попреченост нема да бидат во можност да го користат ова право, затоа што до власта не допираат укажувањата од Организацијата на Обединетите нации, алармите од Хелсиншкиот комитет, ниту пак препораките од Народниот правобранител. Од толку грижа и покрај тоа што со Законот за основно образование е предвидена целосна инклузија на децата со посебни потреби, за жал не само што не овозможувате услови за непречен престој на овие дечиња во основните училишта, туку и дополнително им кратите со ребалансот средства на нивниот грб. И тоа, почитувана министерка, не можете да го подведете на кратења во континуитет, затоа што 4 години имавте време да ги исправите сите оние работи кои што сте сметале дека не се во ред од владењето на ВМРО ДПМН. Понатаму, жалам што излезе почитуваната сограѓанка, сакам да ја убедам дека не изигрувам величина на говорницата како што се обиде да тврди, но би ја запрашала како поупатена во образованието со која грижа дечињата од основното училиште Свети Климент Охридски во Охрид останаа незгрижени. Жалам, пак ќе речам, што не е тука, но јас ве уверувам дека будно ја чекам одлуката по јавниот повик која треба да пристигне во секој момент од страна на градоначалникот, чисто да видам која невладина организација и кое здружение на граѓани ќе има поголем приоритет, поголема потреба и ќе биде поважно од судбината на овие дечиња кои заслужуваат насмевка барем во текот на неколку часа во денот. Ако се испостави дека градоначалникот навистина се грижи, јас ќе бидам таа Лидија Петковска, поранешен советник во Советот на општина Охрид, одговорен, сериозен и конструктивен, и јас ќе бидам оваа Лидија Петковска, одговорен, конструктивен и сериозен пратеник во Собранието на Република Македонија,
која прва ќе му се заблагодари на градоначалникот во име на овие дечиња. Ве уверувам дека е така, затоа што нашето ке е еднакво на дела. Дополнително, ќе додадам дека ќе ги враќавте и стоматолошките амбуланти во училиштата. Па би ве прашала, дали знаете колкава сума плаќаат дечињата со умерена попреченост? Не е смешно, министерка, за поправка на забите. Верувам дека знаете. Не е важно под чија надлежност е ова што го зборувам. Значи, не е важно под чија надлежност е ова што го зборувам. Ако сакате да бидеме конструктивни, во контакт со останатите членови на владата, па може да се најде решение. Ве уверувам дека сумата која што ја плаќаат овие родители за поправка на запчињата на нивните деца достигнала до 76.000 денари. Ќе потсетам дека од поквалитетните учебници доцни печатењето на постоечките учебници, а за издавање на поквалитетни не станува ни збор. Ветивте и дигитализација на училишната продукција. Од Институтот за развој на образованието, од Научно-истражувачкиот центар за талентирани ученици нема ни трага ни глас, ниту пак знаеме по кој модул ќе се оценуваат учениците. Дали имаме подготвен и флексибилен распоред на часови, преку кој ќе се реализира наставниот план, или комуникациите со учениците ќе продолжат повторно после полноќ. Дали и понатаму учениците ќе мора да одговараат на сензитивни прашања од типот дали сте дете на еден родител, дали вашите родители земаат плата, имате ли компјутер и интернет и сето тоа во група. И дали и понатаму вредните и одговорни ученици ќе бидат злоупотребувани за внес на податоци, за креирање на групи и известување на своите соученици за секакви активности, прибирање на домашни задачи и така натаму, со што сосема неоправдано се узурпира слободното време на голем број одговорни ученици. На сето ова можам да кажам само дека дефинитивно некој е за обсервација, но тоа не се учениците и наставниците, затоа што имаме еден куп институции, а никој не успеа да изработи навремени, прецизни и конкретни насоки и решенија. И за крај, ќе завршам како што почнав, заради неорганизираноста и неспособноста на власта, на учениците ќе им пропадне уште една учебна година, наставниот кадар ќе биде во хаос, родителите во паника, за квалитет на образовниот процес нема да стане ни збор. Но да не заборавиме, вие секогаш можете повеќе. Благодарам.